Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. За сега нема индикации за наплив на заразени со новата кракен варијанта на коронавирусот. Долгорочно решение на аерозагадувањето во земјава енергетска трансформација на државата, вели премиерот Ковачевски. Во сообраќај на незгода на локалниот пат Пирок-Жеровијане со тешки телесни повреди се здобиле 3 лица. Во текот на првата недела од новата година се регистрирани 238 нови случаи на COVID-19, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Но надлежните велат дека ситуацијата на терен е стабилна и посочуваат дека засега нема индикации за наплив на заразени со новата кракен варијанта на вирусот. На почетокот од годинава, во период од 2 до 8 јануари, се регистрирани 238 нови позитивни случаи на COVID-19 од 23 градови во државата. Бројката бележи за 6,3% намалување во однос на неделата претходно. Најголем број од случаите се во Скопје, а потоа следат Македонски Брод и Гевгелија. Регистрирани заболени има во сите возрастни групи, а најстакната е возрастната група над 60 години. Во текот на изминатата недела пак со статус оздравени се стекнале 242 лица. Пријавени биле 87 реинфекции. А во изминатата недела од компликации во болнички услови починале 2 лица со коморбидитети. За новата кракен варијанта пак на вирусот, која како најраспространета во САД, но не се исклучува нејзиното ширење на други места. Председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски истакна дека засега кај нас нема индиции за наплив на заразени со новата варијанта и дека моменталната ситуација на терен со вирусот се оценува како стабилна. XBB1.5 или кракен варијантата е прилично популарна во Соединетите Американски држави, има некој пораст од 28% ми се чини во изминатиот месец само и од околу 1% зафатеност на популацијата инфицирана во Америка пред еден месец, сега зборуваме за некаде до 30, можеби поголем процент од позитивните случаи отпаѓаат во овој момент на новата варијанта. Таа е варијанта од интерес и за Европа. Европските агенции кои ги следат инфективните болести алармираат за појавувањето на оваа варијанта во повеќе европски држави. Најактивни во секвенционирањето, одредувањето на подтипот на COVID варијантите се Соединетите Американски држави и Велика Британија во Европа. И евидентно е дека ова варијанта полека ги истиснува, другите станува најактуелна. Дали реално некој проблем посериозен ќе имаме од замената на варијантите, во овој момент се уште не знаеме. Се чини како тој тренд да е запазен дека сите нови варијанти кои стануваат доминантни се полесно преносливи, но предизвикуваат полесна симптоматологија исто така. Значи во овој момент немаме индиции дека нешто страшно ќе се случи со капацитетите болнички, бидејќи ситуацијата на терен е релативно стабилна. Во екот на сезоната на грип пак надлежните со препораки за превенирање на ова заболување. Како вирусна инфекција не треба повторно да трчаме со антибиотици. Неколку дена, 3-4 дена температура која ако е висока над 38,5 степени треба да се симнува со некаква терапија. Доколку симптомите траат и подолго од 5-6 дена, тогаш се советува да има консултација со лекар, да се провери, можеби се работи за некаква бактериска суперинфекција. И тогаш во консултација со матичен или друг лекар треба да се размислува за антибиотици. Но во првиот период од болеста, најважно е луѓето да бидат добро хидрирани, да пијат течности, може тоа да бидат чаеви, може да бидат природни овошни сокови и на тој начин си помагаат во намалување на температурата. Некакви специјални суплементи не се препорачуваат, освен витамин С, во зима фали малку витамин Д, можеби тоа не е на одмет, но
идеално е кога витамините, минералите би доаѓале од природен начин на исхрана. Има и лекови кои специфично делуваат на грипот, ама за нивно земање треба да се консултираат луѓето со лекарите. Премиерот Димитар Ковачевски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека причината за високо аерозагадување во сите големи градови во зимските месеци е начинот на загревањето на домовите, а долгорочно решение на овој проблем е енергетска трансформација на државата. Само за илустрација, оваа влада успеа да го заврши гасоводот комплетно од Жидилово до Битола. Тоа обезбедува во Битола сега да има природен газ, каде што во когенеративна централа ќе може да се произведува и електрична, меѓутоа и топлинска енергија, како што тоа се прави во Скопје, преку ТЕТО. Во финална фаза оваа година е и завршувањето и обезбедени се финансиски средства на гасоводот до западниот дел од државата, односно кракот кој што води во ТЕТО. Истото се однесува и на другите краци кои што се практично магистрални и потоа ќе остане на општините заедно со државата нормално да обезбедат инфраструктура која што ќе може да обезбеди затоплување со парно грејење за градовите. И тоа е практично решението. Дополнително веќе имаше тендер на кој што се пријавија две турски компании за гасификација на градовите. Ние сме во моментот во разгледување дали на градовите им треба гасификација до секој дом или треба когенеративни централи кои што пред секој град ќе произведуваат топлинска и електрична енергија, а потоа ќе се прави топловодна мрежа до домовите, што е посовремен концепт во однос на првиот кој што беше применуван во Соединетите американски држави, во Германија, во Холандија, меѓутоа кој што се напушта и сега се прават когенеративни централи на влезовите од градовите, а се користи топловодна мрежа во градовите. Патот до чиста животна средина е тежок, меѓутоа доколку се работи на овој начин на кој што работи оваа влада, јас повторувам уште еднаш, нема недостижна цел. Во 2022 година се издадени 267 лиценци за производство на струја од обновливи извори, информираше на денешната пресконференција председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Тој рече дека во 2023 година ќе се сконцентрираат на носење на подзаконска регулатива за батерии, се со цел произведената струја од фотоволтаиците да може да се користи во другите периоди од денот. Помеѓу другото, во 2023 година ќе се сконцентрираме најмногу на носење на подзаконска регулатива за поставување на батерии. Веќе имавме средба со директорот на МЕПСО. Во измените на Законот за енергетика се воведува можноста за носење на подзаконска регулатива за батериите и во најголем дел ќе се сконцентрираме на тоа, се со цел таа произведена електрична енергија од фотоволтаиците да може да се користи и во други периоди на денот, бидејќи е факт дека и на берзите тоа го покажува во летниот период, дека во текот на денот, во пролет и во лето, цената на електричната енергија ќе се намалува, бидејќи се изградија овакви нови производни капацитети од обновливи извори, пред се од фотоволтаици, и во Грција се градат доста, се градат многу ветерни електрани се градат во Србија, се градат фотоволтаици и во сите останати земји во регионот. Така да, она што мора да се направи во многу кратки рокови е да се даде можност да се поставуваат батерии и при тоа најверојатно тоа ќе заврши со одредена обврска кој што ќе изгради фотоволтаик, да има обврска да постави одреден инсталиран капацитет и од батерии, се со цел да може да се го изравни својот диаграм и тој трошок да не паѓа и таа обврска за балансирање на системот во целост да не оди кај ЕСАМ.
Судскиот совет на денешната седница го разгледа и усвои извештајот од работната посета на апелациониот суд Скопје, во кој што е утврдено дека не се запазени законските рокови за постапување на апелација по предметите Таргет Тврдина, Трезор, Транспортер и Алфа. Судскиот совет смета дека судечката петорка од апелација не го оправдала чувањето на предметот во ФИОКа, иако негово објаснување било дека тоа е заради проучување на предметот. Нема образложени причини за изминување на толку долг период од завршување на јавната седница до донесување на одлуката по предметот КОГЖ 81/21. И сметаме дека со постапувањето во овој предмет од страна на судот се создадени услови за евентуално застарување во оваа постапка, што е сериозно повреда на законот за кривична постапка, поради непочитување на роковите за донесување на одлука. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов во интервју за Слободен печат зборува за досегашното искуство од пуштањето во употреба на телефонскиот број за итни случаи 112, но и како функционира системот за распоредување на повиците. Знаете дека 112 би рекол 10 години постоеле обиди да профункционира, да се имплементира во Македонија, бидејќи тоа е број кој што важи во сите европски земји. Странец кој што е во Македонија знае дека ако се јави на 112 ќе добие помош. Но откако дојдов директор сватив дека тоа е еден од приоритетите за државата, се разбира и за Центарот за управување со кризи, се поставува прашање дали Центарот е најсоодветната институција која што треба да го менаџира овој број. Некаде тоа го прави полицијата, некаде други институции, но како и да е, јас ја затекнав состојбата во која што постоеше обид за имплементација на 112, дадовме, би рекол, газ до даска, притиснавме со сета сила, има во ЦУК има извонредни луѓе со одлично искуство, со одлично образование, со силен притисок успеавме да го доведеме до завршна фаза. Пред да го стартуваме минатата година, требаше да го стартуваме веднаш после Нова година, моравме да одложиме повторно месец и пол, бидејќи кај институциите постоеше скепса. Конкретно, например, кај МВР постоеше скепса дали ние би можеле да преземеме таа улога, бидејќи сепак МВР е машинерија, таму имаме искусни оператори кои што сите полицајци кои што ги примат повиците, знаете дека МВР е една од најстарите институции. Понатаму во идната медицинска помош постоеше скепса како тоа преку нас ќе одат позивите. Да, затоа што од итната помош даваат и некаква помош по телефон кога ќе се јават, нели, како стручни лица. И третиот момент е противпожарните единици, конкретно Скопската бригада немаше доволно капацитет, материјален и човечки, да ги прими сите повици на ниво на држава. Значи, секогаш кога ние ќе добиеме повик за пожар, да го упатиме во Скопската противпожарна бригада, тие понатаму да го менаџират за во еден центар да знаеме на колку места во еден момент имаме пожари и колку сили таму се упатени. Особено се во текот на зимата е ирелевантно, но летно време е многу значено или може и зимно време да се случи голема катастрофа. Имаше денови со по 50 пожари. Земете го големиот пожар во Тетово минатата година, мислам дека беше април или мај. Би рекол вон сезонски пожара, исклучително сериозен, кога ни требаа големи сили. Но тука направив малку посилен притисок и ние ја преземавме оваа функција и извршуваме до денес, односно ние ги распоредуваме повиците за пожари. Доколку некој од Берово или од Струга пријави пожар, ние директно ги насочуваме по повиците во овие до територијални единици. Со тоа што карактеристично е дека сите разговори од моментот кога ќе се воспостави комуникација понатаму се снимат. Да, тоа е дел од врските се конференциски, односно во нив учествува нашиот оператор, може да учествува полицаец, по потреба и припадник од противпожарна единица, значи тие истовремено разговарат. На тој начин имаме брз пренос на информација, бидејќи на одредено место треба истовремено да излезе и полиција, и брза помош, но и противпожарна единица. Дали јавувачот ги слуша овие координации? По потреба, ако да речеме, добива лекарска помош,
кои што се важни, може да остане дел од конференцијската врска, за тоа одлучува нашиот оператор. Имаме стандардни оперативни процедури кои што постојано ги надградуваме, но и прилагодуваме, бидејќи секоја држава си е специфична сама за себе, секој народ во секоја држава си е специфичен. Кај нас знаете дека карактерните особини на луѓето се едни, во Шведска или во Норвешка или во Германија се сосем други. Таму не верувам дека имат 46% лажни повици. 3 лица повредени во сообраќајна несреќа, пријави за физички напади во полицискиот билтен и случај на нарушување на јавниот ред и мир. Следуваат деталите. Вчера околу 17 часот во СВР Тетово пријавено е дека на локалниот пат Пирок Жаровјане во Пирок се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 2 патнички моторни возила со тетовски регистарски ознаки: BMW управувано од 64 годишникот Пирок и Volkswagen Golf што го управувала 21 годишничка од истото село. Во несреќата двајцата возачи се здобиле со тешки телесни повреди, а со патникот од возилото Golf од Тетовско Слатино со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа на СВР Тетово. Ноќеска 40 на минути после полноќ, полициски службеници на СВР Тетово во Тетовско Боговиње лишиле од слобода 20 годишник од ова село. Тој претходно бил пријавен од 4 лица, сите од Тетовско Јажинце, дека се уште неколку други лица физички ги нападнале. Според пријавеното, нападот се случил околу 22 часот на улица Илинденска во Тетово. 20 годишникот е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 21 часот и 10 минути, 50 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска во Тетово неговиот малолетен син бил каснат од куче скитник. Ноќеска пак половина час по полноќ на улица Илинденска во Гостивар полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27 годишен гостиварец, кој претходно бил пријавен од неговиот 51 годишен татко, дека физички го нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, ноќеска околу 4 часот во угостителски објект на улица Илинденска во Гостивар, лишиле од слобода 44 годишникот Гостиварски Вруток, кој непосредно пред тоа во објектот го нарушил јавниот ред и мир, а потоа физички нападнал 48 годишникот Гостивар и еден од полициските службеници кои преземале службени дејствија. Поради нарушување на јавниот ред и мир бил приведен и 41 годишникот Вруток. По целосно документирање на случајот против двајцата ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Само во текот на вчерашниот ден во Тетово биле подигнати 17 непрописно паркирани возила, информираат од СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово континуирано презема редица мерки и активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вчера биле санкционирани и од Тетовската ПАЕК служба биле подигнати 17 непрописно, односно погрешно паркирани возила, најмногу во така наречени двојни редови, а кои го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот, пред се во централното градско подрачје. Минатата 2022 година пак, вкупниот број на подигнати возила изнесувал 4432 или 3 пати повеќе во споредба со претходната година, во функција на подобрување на вкупната сообраќајна безбедност во градот. Ваквите активности со несмалено темпо продолжуваат и годинава, пред се на улиците Илинденска, Благоја Тоска, Маршал Тито и други, кои се најфреквентни во градот. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите секогаш прописно да ги паркираат возилата на места определени за таа цел и намена, а не во зона на крстосници, на тротоари, во зелени површини и слично. Затоа што во спротивно ќе се соочат со законски предвидените санкции и парични глоби, кои за овој вид на сообраќаен прекршок се движат од 45 до 180 евра во динарска противредност, зависно од тоа каде и како е оставено возилото.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!